Пред 2-3 дена бевме сведоци на фингирана сообраќајна несреќа, каде што комбе во движење ја удри позади колата службена и на очиглед на сите беше фингирана таа сообраќајна несреќа. Очигледно се притисоците со цел да се откажеме од оваа борба за автономијата на синдикалното движење во Република Македонија и се користат методи од најцрните денови на УДБА. Следно што сакам да порачаме дека го повикуваме државно именуваниот и нелегитимен председател Димовски веднаш да ја напушти функцијата која државата му ја додели и го именува на очиглед на целокупна демократска јавност и веднаш подитно да го спроведе барањето на Светската конфедерација на синдикати, на Европската конфедерација синдикати, на Светската федерација на синдикати, кое беше доставено во владата и која единствен легитимен председател за цел свет е доктор Живко Митревски и раководството кое беше претходно избрано на 19-тиот конгрес. Ги повикуваме веднаш и надлежните служби кои се моментално присутни и работат во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија, веднаш да прекинат со фалсификувањето на документите, на службените документи кои насилно со кршење во кабинетот на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија беа изнесувани, беа ставани во вреќе, се со цел да можат во текот на цел овој период понатаму да бидат менувани, преименувани, фалсификувани, а се со цел да фингираат одредени состојби.